Ние ако не го решиме ова, ние ќе бидеме генерација, колектив кој што уби 59 деца. Повозрастната генерација го доведе системот до оваа ситуација. Нашата генерација до овој момент е одговорна што не го спречи напливот на стариот систем да контролира и со животите на новата генерација. Новата генерација во овој момент е исправена пред предизвик и пред одговорност да се оддолжи, да даде одговори на овие 59 души, 60 со се шоферот на брзата помош. Ниту еден повик, ниту едно заплашување, да знаете дека не е реално. Ја гледам се обидуваат некои луѓе по социјални мрежи, ќе биде вака, ќе биде така, инциденти ќе имало, не знам што, ништо нема да има. Собирите се да бидат мирни, собири, немојте вака да се понашате. Уште пострашно и посрамно што повозрастната генерација во овој момент се става во функција и се инструментализира од владеачката политичка партија за да ја одбрани позицијата и фотелите на актуелната владеачка гарнитура која што во чиј што мандат се случи оваа трагедија и која што се обидува сега да се извлече од одговорност. И вие како родители се ставате во улога на сатрапи на своите деца, на идните генерации и на нивните деца и на вашите внуци. Да ги спречувате на секакви начини, да ги плашите да не го изразат својот револт и да не ја кажат својата приказна. Да не го кажат тоа што го мислат и да не го побараат тоа што го сакаат, затоа што тоа е закана за овој систем кој што вие повозрастни генерации го створивте. И треба да се засрамите секој пат кога ќе помислите дека треба да го спречите со сеното дете да каже што сака и да се бори за тоа што го сака. Ако сакате да му ја предадете оваа држава, треба да го охрабрите да каже каква држава сака да има.